Добар ден, стартува уште едно ново издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Како се менува исхраната кај децата после првиот роден ден? За начинот на исхрана помеѓу првата и третата година денеска зборуваме со магистар доктор Елена Манолева Николовска, специјалист по педијатрија од поликлиниката Манолеви. Добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Децата на една година немаат време да јадат, тие се постојано активни, имаат намален апетит, одредена храна која што до тогаш многу е сакале, знаат да почнат да ја одбиваат. Родителите имат мноштво дилеми, ќе започнеме од првата. Кога децата може да преминат на општа исхрана, односно да јадат храна иста како и возрастните? Така. Па добро еве јас пред да почнеме со разговорот, денеска така случајно се погоди. Денеска е денот за подигнување на свеста за хипертензија, што представува една многу битна тема која што е многу тесно поврзана со овој начин на исхрана кај децата. Многу е битна заради тоа што ние како педијатри сме должни уште од самиот почеток да ги направиме здравите начини за исхрана, бидејќи само здравиот начин на исхрана и здравите навики се тие кои што превенираат воопшто да не се појави хипертензија или ако се појави таа да се појави во многу подоснежниот период од животот. Така да ние како педијатри имаме навистина многу голема улога во превенција на сите болести, хипертензија, дијабетес мелитус, обезитас и затоа е многу битно, лично сметам дека периодот од првата до третата година представува најбитниот период. Тогаш се стекнуваат здравите прехранбени навики. Точно, тогаш се стекнуваат здравите навики и покрај тоа што детето можеби не зборува убаво, јасно и се уште не можете комплетно со него да се разберете и како тоа представува основата некаде до 5-6 година од животот, како да ги стекнете вистинските здрави навики на исхрана. Ме прашавте што е кога може да се почне. Точно после 12-тиот месец, веќе од 13-тиот месец може да се почне со исхрана како и кај возрастните, но сега тука треба да објасниме каква е таа исхрана, бидејќи во тој период таа исхрана што ја јадат возрастните може да се дава и на децата под неколку услови. Тоа е дека не сме да биде солена, поточно пресолена, може да се става на многу мала количина на сол и тука е тој прекретен период кога треба да го научите детето дека не треба да јаде премногу солена храна, бидејќи солта е првиот вовед во појава на хипертензија во подоснежните стадиуми од животот. Секако ќе ги споменеме после тоа и шеќерите кои што се основа за дебелина и појава на дијабетес мелитус. Колкава количина на сол всушност смеа да внесуваат помеѓу првата и третата година? Минимална. Ако кај возрастен човек е 2 до 4 грама, што верувајте е буквално еден прстофат на сол, што е дневна количина на сол, кај децата би била некаде и под тоа, некаде 1 до 2 грама, што тоа е многу минимална количина на сол, што зборуваме за 24 часа. Не во една храна, туку во 24 часа, буквално во солените кашички што се подготвуваат може да се стави буквално неколку зрнца на сол за да не биде храната без вкус, сепак да биде вкусна, но да не биде тоа пресолено. Сега знаете како јас секој пат кога работам со пациенти кажувам дека чувството за вкус е различно кај сите. Тоа што за вас е пресолено за мене не е солено и обратно. Тоа што јас мислам дека не е солено, вие може да сметате дека е пресолено. Така да буквално неколку зрнца сол за да биде храната вкусна, но да не се претерува. Тука морам да напоменам дека кога се готви храна за возрастните, може да се дава на децата доколку не се користат, да кажам, вештачките, како да ги наречам, зачини кои што содржат голем број на натриум глутамат, разни видови на емулгатори и бои, заради тоа што тој натриум глутамат кој што го има во тие суви зачини кои што се ставаат во храната, представува прво еден од најканцерогените состојки во храната и таквиот натриум глутамат кој што заедно со солта ги има во сите купечки супи, готови, брзи храни, храни кои што се ставаат во микробранова рерна, така да кога јас ќе кажам дека може храната од возрастните да се внесува и кај дете после првата година, ја мислам онаа класична традиционална македонска кујна од типот на оризно тавче, компир манџа, граф, лекја, боранија, мусака, полнети пиперки, полнети тиквици, приготвени без многу
многу сол, приготвени значи варено, местото да биде варено или печено, значи во облик на супи, пилешки супи, телешки супи, зеленчукови супи, голема количина значи на овошје и на зеленчук и секаков внес на месо, млеко и млечни производи и јајца кои што ќе бидат подготвени на пареа или ќе бидат значи печени или ќе бидат варени. Во овој период од првата до третата година од животот апсолутно е забрането пржена храна кај децата од многу аспекти, од превенција на обезитас, од превенција на внесување на разни токсични и канцерогени материи кои што зејтинот ги испушта нели при пржењето, значи од голем број на аспекти во тој временски период апсолутно не смее да се дава пржена храна, заради тоа што сето ова ние што го зборуваме, што вие го рековте, навиките се стекнуваат на тој начин. Доколку бидејќи пржената храна е вкусна храна. Знаете, сите ние ја сакаме од време на време да ја јадеме, но доколку детето се навикне на тој вкус, тоа е нешто што после тоа не можете да го лесно постојано ќе бара. Така, тоа постојано ќе бара бидејќи секако таа храна е многу вкусна. Да ги вклучиме гледачите, овој дел од емисијата ќе биде контактен 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно јавете си, поставете прашање врзано со денешната тема. Преминуваме на млекото. Нова возраст, некои деца пијат голема количина млеко. Дали треба да се ограничи внесот на млеко? Да. Зошто има потреба за нешто такво? Колку често се јавува анемија кај овие деца? Одлично. Тоа е една од главните причини зошто не преголема количина на млеко. Прво, значи, знаете, во тој период од прва до трета година многу родители се жалат моето дете има намален апетит, не јаде. Но кога ќе го поставите прашањето колку е количината на дневниот внес на млеко, кравјо млеко, тогаш стигнувате до некоја бројка над 1 литар или над 1 значи, литро и пол, што представува на вистина многу голема и огромна количина на млеко кое што се конзумира. И знаете, кога ќе се конзумира таква голема количина на млеко, едноставно детето нема апетит да јаде друго, бидејќи таа голема количина на млеко го задоволува целиот дневен енергетски внес, значи калориски внес кај детето. Во тој временски период после првата година од животот е 500 до 750 милилитри на ден, што значи 2 до 3 чаши од 250 милилитри, значи една чаша наутро, една чаша навечер, дали ќе биде млеко или јогурт или во облик на кисело млеко, значи тоа се спаѓа под млеко и млечен производ. Секоја поголема количина на тоа го заситува детето, му дава енергетска потреба, ги задоволува калориите и тука веднаш се појавува прво намален апетит, бидејќи тоа е заситено од млекото и сега тука почнува тој, јас го викам, нели, еден круг зачаран од кој што тешко се излегува. Родителите тогаш одат, па добро сега кога не сака ништо да јаде, подобро е нешто да касне него ништо и тука почнуваат грицките, тука почнуваат круасани, грицки, но значи да не ги набројувам целата таа храна која што апсолутно не е здрава. И во борба се внесува интензивно во овој период во раното детство. Така, заради тоа што тие во овој период детето го интересира се само не храна. Зошто? Бидејќи почнува да го запознава светот, почнува убаво и стабилно да оди, почнува да се интересира за сите работи кои што се наоѓаат во неговата околина, што значи дека навистина треба да се потрудите во тој период да внесете се што е здраво, но тоа да го направите еден вид преку игра. Еве можеме да спомнеме на пример, вие ќе сварите брокула, компирче и да речеме морков, па ќе направите некво чинијата, нешто во облик нели на едно човече со така, очиња. Родителите мора да бидат креативни за да ги мотивираат децата да јадат. Треба да бидете креативни. Можете да направите спањак со кисело млеко или со јогурт, да исцртате едно човече, па уз игра ќе кажете сега ќе го јадеме очето, сега ќе го јадеме косата. Значи морате да бидете креативни, да му направите на детето да му биде интересно, за да можете на вистина да ги внесете оние здрави на продукти кои што ги препорачуваме. Така да млекото да се намали на 500 до 750 милилитри на ден и тука најголемиот проблем представува ноќниот подој, поточно ноќниот внес на млеко, бидејќи најчесто во тој период околу 15 до 18 месец престанува доењето, многу од мајките сакаат детето да го префрлат, значи на кравјо млеко, што секако е нели во ред, но тука ноќниот подој се заменува со голема количина на млеко, што веќе во следниот ден тоа се манифестира со намален апетит кај детето, бидејќи во текот на вечерта испило 750 или 1 литро млеко, што секако е голема количина. И второ што рековте, се уште тој желудник кај тоа дете, сепак кравјото млеко има поголеми значи молекули, протеински молекули, кои што во така земена голема значи количина може да направат иритација на гастроинтестиналниот трак, кој што вие тоа не можете да го забележите, тоа не е нешто манифестно, но сепак тие микрокрварења од таа оштетена слузокожа
секундарно предизвикува појава на анемија, што го рековте тоа, и заради тоа во тој период ни е многу честа и анемијата кај деца кои што конзумираат голема количина на млеко, а не внесуваат други продукти кои што се богати со железо, кој што е минерал, доведува до појава, значи секундарни до појава на анемија. Тука си соковите. Децата многу често сакаат да пијат сокови во голема количина. Дали тука треба да се постават одредени граници? Одредени рестрикции доколку се работи за голема количина? Апсолутно. Значи, апсолутно треба да се постави рестрикција. Тоа е втората грешка која што се прави. Во желбата пак да се намали количината на дневниот внес на млеко, се пробува, ај сега ќе дадеме сок. И тука почнува исто повторно еден круг во кој што навечер наместо млеко почнува да се дава, значи, овошни сокови. Најчесто тоа се сокови, да кажам, индустријски или ја ги викам вештачки сокови. И тука почнува повторно еден круг, детето се навикнува, навечер пие со цуцла, место млеко пие сокови. Исто така голема количина, кои што предизвикуваат зголемен ексесивен внес на јагле, хидрати, појава на дебелина и така натака, што е се поврзано со касна, нели, во подоснежниот период, точно, појава на диабетес мелитус и многу битно, значи, сокот, зошто втората причина не го сакаме, прво предизвикува кариес на забите, што можеби ќе речете, некој ќе каже тоа е стоматолошка работа, но не засега и многу нас педиатрите, бидејќи тие расипани кариесни заби кои што најчесто се во предниот дел, значи на вилицата, многу често прават гингивити, многу често прават воспалителни промени кои што само ја зголемуваат потребата од антибиотска терапија, а ние нели се бориме да биде што тоа, нели, да го минимизираме тој внес на антибиотици, што значи дека и многу битна работа цуслите после првата година од животот, значи оневозможуваат правилен развој на целата вилица, понатака, значи, рековме, прават кариес и целото тоа е еден круг во кој што влегуваат и кој што едно на друго се надоврзува и токму тоа е причината зошто ние, значи, намалуваме внес на млеко и намалуваме внес на сокови. Да, треба да внесуваат сокови, најдобро би било тоа да бидат сокови кои што се свежо направени, свежо цедени, и секако тоа да не биде во некоја преголема ексцесивна количина од 500 или 700 милилитри. Да, можете да понудите 2 пати по 100 милилитри сок, кој вие ќе го направите свежо цеден, но тоа е сосема доволно да ги задоволите потребните минерали и витамини, а оставате просто детето да внесе и од другите хранливи продукти, да внесе зеленчук, да внесе месо, да внесе млеко, млечни производи, бидејќи тие се тие основните продукти кои што ние се трудиме секојдневно да ги внесеме во исхраната на детето. Само уште еднаш да потсетам дека овој дел од емисијата е контактен, не ги гледам телефонските броеви, 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Ајде да проговориме малку за пребирливост. Децата на оваа возраст знаат да почнат да одбиваат храна која што дотогаш ја јаделе, уживале во неа. Не сакаат да јадат, одбиваат. Дали треба родителите да се спротивстават на ваквото однесување? Често се случува со сила да им дава да јадат, смета дека детето јаде или премалку или пак дека јаде премногу. Да, одлично, мислам, тоа е точно, дека, знаете како, ние кога ќе земеме како луѓе, еве и ние возрастните, знаете, во зима сакаме една храна, во пролет сакаме некоја друга храна, истото е и кај децата. Со тоа што тие не можат тоа да ви го кажат, нели, јасно и гласно што сакаат во тој момент, така да не треба спротивставување и не треба апсолутно терање со сила, зошто? Заради тоа што да, детето може во одреден период да ви сака банана и само банана, па вие ќе ја давате бидејќи одбива некои други продукти, но после тоа навистина може да се засити од таа банана, па да бара некој нов вкус. Сега ваше е да понудите или поинаков облик на спремена јајца или банана, значи без разлика за кој продукт зборуваме, значи или ќе го смените начинот на кој што го приготвувате тоа што го давате, значи ќе го смените вкусот. Сега зборам, не мора да е само банана, дали е месо, дали е јајце, дали е некој овош или зеленчук, или ќе направите комбинација со нешто друго, или ќе го измешате со нешто друго, или ќе го припремите на поинаков начин од тоа како сте го припремиле претходно. Но секако ќе ја тргнете на страна тој продукт кој што детето не сака да го јаде, но после 2, 3 или 4 месеци повторно ќе се потрудите да му го дадете, бидејќи детето кога ќе се наврати на тој вкус што го сакал, а се заситило во одреден временски период, не е чудно повторно да го сака тој искус, да го одбере тоа. Така и да го одбере таа. Така да откажување нема. Во различни временски периоди децата преферираат различни работи и верувајте, тоа е нешто што, така да кажеме, нешто од пракса кое што никаде можеби не можете да го прочитате. Неверојатно е децата навистина осеќаат во кој период од времето што сакаат. Не знам дали се сеќавате, ние кога бевме деца викаат сме јаделе од зид, сме јаделе вар, најверојатно ни фалел калциум. Така да истото и денеска се случува истото. Значи децата во одреден временски период сакаат одредени
пастеризирани продукти, бидејќи најверојатно осеќаат дека нешто од тоа што го јадат добро, така им треба и добро им делува. Да ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Кој е вашето прашање? Значи, сакав да ја прашам господјата за имам бебе 9 месечно, значи, а јас так. Имам проблемите што треба да ги имам по првата година. Значи, имам пробано секакви кашички домашни, значи нема што немам пробано. И почнав како што рече докторката, значи да јадем нешто, барем од аптека, значи земав веќе. И тоа не го еше, значи многу сака да јадат храната ние што јаеме, значи возрастниве дома, многу. Значи што да јадеме, ако ја дадам сака да јаде таа храна. А например што и правам банана, што спомна докторката со јајце, значи варено четвртина жолтак со банана, значи го правам брокули, карфиол, морков, значи нема нешто што нема. Бебешките кашички, вашето бебе всушност не сака да ги јаде. Да, значи имаше еден период кога сакаше кашичката од хип со манго и со банана, значи само таа јаеше, значи помина еден месец, два, значи само таа ја сакаше. Сега не ја сака ти таа кашичка, значи не знам веќе што да пробам, како да ја хранам. Ви благодарам што се јавивте. Значи ова е еден многу чест проблем при воведувањето на вкусовите, бебињата да не сакаат да вкусат некои работи и тука треба голем труд, да. Како да се реши еден ваков проблем? Деликатен, исклучително. Да, вистина е дека е деликатен и бара на вистина голем труд и напор од страна на родителите, бидејќи на вистина од тоа што го гледам во праксата, има и деца, да речам 30% од децата сакаат се да јадат и овошни и зеленчукови каши, 30% сакаат да јадат само зеленчук, а 30% сакаат да јадат само овошни кашички. Навистина тоа е голем проблем и треба бара труд, значи од страна на родителот. Но она што јас како совет ќе го дадам, значи 9 месеци е се уште рано за да се внесува сол и шекер. Ние до првата година, значи апсолутно не дозволуваме внес на шекери и на сол. Разбирливо е зошто ја сака детето таа храна од родителите, бидејќи таа е вкусна, зачинета е со сол и така натака. Значи, она што можам како прво да го советуваме да проба мајката да меша вкусови кои што ние возрастните сметаме дека не се за мешање. Знаете, ако можат кинезите да јадат сладко солено, мислам дека нели тој што пробал и што сака во Македонија, има луѓе кои што сакаат да мешаат сладко со солено. Така да првиот совет кој што ќе го препорачаме дека не мора да се ограничува, дека мора брокулата да биде спремена само со месо или со морков или само со компир, дека слободно може да измешаат и со банана. Истото се случува и со месото. Значи треба да се пробат вкусови, значи не може да се гледа само онака како што нели право, заради тоа што пак ќе кажам различни вкусови може да му се допаѓаат. Да се најде форма која што е прифатлива за бебето. Значи во тој период морате да најдете форма која што е. Можеби звучи нереално, али навистина е во реалноста тоа успева, заради тоа што не значи тоа дека така ќе остане тој вкус дека ќе меша секој пат банана со месо. Тоа би било само до првата година, за да може сепак да ги внесе потребните хранливи материи, бидејќи навистина во таа прва година заради тоа намален внес на продукти многу ни е честа и анемијата, бидејќи во месото, во спањакот, значи во овошјето се содржат многу минерали кои што се многу битни, меѓу другото и железото, и навистина до таа прва година треба да се потрудите со различни комбинации да успеете да се внесат тие потребни продукти. После првата година повторно ќе го потенцирам, значи не знам со каква храна се храни тоа семејство, но советот до мајката, значи како и да се хранат, доколку готват посолено, да се вади значи дел од таа храна која што се готви за возрастните, да се вади за детето пред да се посоли, значи доколку се тоа да речам домашно спремени да кажам манџи или супи, да не се става преголема количина на сол, зачини да бидат значи минимално сол, може да се стави ловеров лист, може да се стави целер пашканат, исушен макдонес, исушен целе, значи тоа да бидат главните зачини, да не се ставаат нели како да ги кажам зачинали и останати други нели подобрувачи на вкусот. Така да значи да може да се јаде веќе од првата година во животот и таа храна под услов да се исполнат овие услови, да не биде пресолена, да не биде лута, зачинета и да не биде со преголема количина на маснотија во неса. Имам уште двајца гледачи на линија, да ги вклучиме. Добар ден, повелете кој се јавува. Ало, добар ден. Добар ден, повелете во програма сте, кој е вашето прашање? Поздрав Поздрав и до вас. Имам 15-месечна керкичка и сега би сакала да прашам во врска со употребата на солот. Дали би било во ред до 2 годишна возраст воопшто да не користам сол од аспект на нормално функционирање на тироидната жлезда? Дали пошто сме ендемско подрачје нели во
на овие простори, дали би било во ред воопшто да не користам? Благодарам за прашањето. Браво, одлично прашање. Меѓу другото, сега доста работи спомнавме, сакав и тоа да го напоменам, зошто сол треба да внесуваме после првата година. Одлично рече господјата, ние сме ендоско подрачје и порано во Македонија струмата било едно од најчестите заболување. Благодарение на јодирање на солта, сега веќе во денешно време мислам дека јод има веќе и во лебо што се прави и во некои други намирници, но точно тоа е причината зошто ние после првата година дозволуваме мала количина на сол, бидејќи таа сол кој што ние имаме јодирана и секако јодот е тој кој што е основен за нормално функционирање на тироидната жлезда и затоа ние викаме дека да, можете да ставате после првата година од животот, но не да претерувате. Така. Тоа не значи дека сега да биде дозирано. Така, заради тоа што јас колку што знам во Република Македонија покрај солта, значи таа гушава струма порано се има да кажам ирадицирано кај нас со внес на јодирана сол во храната, но јас колку што мислам од некои податоци во Република Македонија постојат и други продукти кои што се јодираат, мислам дека лебот е јодиран и некои други намирници, како и да е солта е основниот извор, значи на тој јод, така да одлично прашање. Тоа е причината зашто дозволуваме присуство на сол во храната кај децата после првата година, но тоа да биде умерено во многу мали количини и да не биде солено како што се солени чипсовите, смоките и така натака. Тоа е веќе преголем ексцесивен и тоа треба да внес, се исфрла апсолутно. и сосема на крај да го вклучим и последниот гледач кој што чека на линија. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Повелете. Повелете, ве слушаме, во програма сте. Кој е вашето прашање? Мислам дека имаме проблем. Се слушаме? Јас се јавувам од Гостивар. Така, Еден повелете. дедо ме интересира, внукот има 8 месеци. Така? Дали може да се користи козјото млеко Така. место кравјето? Ви благодарам за јавувањето. Ова едно често исто така прашање. Често прашање, претпоставувам дека мисли баш на козјо млеко, бидејќи кај нас на пазарот излезе и козјо млеко, адаптирано козјо млеко. така. Но ако зборуваме за козјо млеко, не. Значи препораката во светот, значи препораката е до 3-та година да се внесуваат адаптирани млека, но кај нас можеби условите не го дозволуваат Така, тоа. малку порано кај нас се започнува се започнува. Не, препораката е значи до година дена да се тера или мајчино млеко или адаптирано млеко, точно заради таа анемија која што ја зборевме преска, која што уште повеќе изразена кај децата до првата година, заради големите партикли значи на протеински молекули кои што го иритираат желудникот, така да би било добро да не се користи и доколку се користи да биде онаја адаптирана формула која што е направена, да кажам, од одредени значи млека кои што се продаваат на пазарот. Сега би било подобро ако условите не дозволуваат, секој пат останува како последна опција. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Имам уште многу други прашања на кои што би можела да побарам одговор од вас, но се надевам дека ќе се видиме наскоро во уште едно издание на 0N+, како гостинка, дека ќе бидете дел од оваа емисија. Да, ви благодарам на поканата и се гледаме во некоја друга прилика. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+, се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30. Пријатно.